И сега за една убава тема до крајот на емисијата, сцената на Македонскиот народен театар вечерва и утре вечер ќе блесне во полн сјај, се врати спектаклот кој што сите го очекувавме, култниот спектакл, глумците пеат, нова година ќе сведочиме на неговото враќање. Настан кој со децении беше синоним за врвна забава, сега конечно имаме негово второ полувреме во овие години, ако можам така да кажам, благодарејќи на семејството Бабич и на сите оние кои што навистина ја сакаат и ја ценат оваа манифестација. Добро утро ќе кажам за Маја Бабич, дел од тимот, бидејќи навистина дел од сестрите. Дел од сестрите и дел од целиот тим. Јас се воодушевив и вашиот синчином го запознав така во неделата кога имав можност да бидам дел на една од пробите во МН-та. Благодарам што утрово пред првата вечер ни дојде во студио вака рано за да ги споделиме деталите. Благодарам на поканата, чест ми е да гостувам секогаш кај вас и апсолутно наше е задоволството што сме овде денес. Поголема е наша, честа е наша, поголема дефинитивно, бидејќи ова е една од манифестациите на времето имавме 12 величествени, имавме еден куп манифестации со кои што раставме и од сите ни остана Златната бубамара и вие ни ја вративте глумците пеат. И благодариме. Со целата должна почит Златна бубамара, Ранко е прекрасен да. и навистина прави голема работа. Да, ние всушност и не знаевме што враќаме, просто не водеше таа желба да го продолжиме делото на нашиот татко Марин Бабич. Но како поминуваат годините, ова е 4-та година веќе како... Поминаа 4 години. Да, 4 години, да. Сваќаме дека тоа навистина била вредна манифестација, вредно шоу, кое што ние сме должни да го продолжиме и веќе не се работи ни за мене, ни за сестра ми, нити за било кого друг, туку навистина се работи за одговорноста према целата театарска фела, према сите актери да направиме една платформа каде што они навистина ќе уживаат, навистина ќе имаат можност да покажат дел од себе на еден поинаков начин кој што ретко имаат можност да го прикажат на своите матични куќи. Имаат можност да соработуваат со колеги со кои што никогаш во животот нема да им се вкрстат патиштата да застанат на иста сцена и да работат со врвен режисер како што е Дејан Пројковски. И просто сите тие работи кои што ние стануваме свесни дека се глумците пеат всушност, не прави уште поодговорни кон се ова. Така. Маја, зирнавме што се случувало на синоќешната проба, успеа да ни доловиш, меѓутоа како изгледаат последните часа пред да се крене завесата во Македонски народен театар? Тивко. Сите денеска сите одмараат. Сите се тивки, да. Знаете како, се што е сработено до последната генерална проба. Потоа се е на публиката, на актерите, на добрата организација и малку и на среќата. Пробите се многу интересни. Секогаш е убаво кога се работи со креативни луѓе, секогаш убаво е кога се работи една креативна работа. Синоќа беше навистина добра проба, да чукнам на дрво. Баш тоа пред да се вклучат камерите зборувавме, неверојатни се актерите кога ќе облечат костум. Тие веднаш се трансформираат, тоа им е работата и сакаат да се костумираат, и сакаат да се преправаат, да речеме, и да, супер беше синоќа. И денеска и утре ќе биде супер. Над 50 уметници имаме на една сцена. Сето ова да изгледа вака функционално, треба да се создаде еден совршен механизам на функционирање. А со уметниците малку знаат да бидат пребирливи. Како малку да се пошегуваме позитивно, нели сепак со ова сакам да потенцирам, имате оркестар на сцена. Значи, навистина сето тоа изгледа професионално. Како од една страна се пребирливи, но јас бев на проба и токму таа пребирливост прави се да функционира безпрекорно и совршено. Јас секогаш велам, луѓето што знаат што сакаат и што ќе кажат, ми треба тоа, тоа и тоа ќе го добијат и се тече совршено. Велам да се пазиме од луѓето што велат, се е средано, нема проблем, ќе биде. Така, сега уметниците не се такви. Каде ја најдовте формулата за совршено функционирање како на проби? Во професионализмот. Значи јас си го дадов одговор во прашањето. Убаво е да се пребирливи затоа што само така прават креации. Така. Убаво е и до крај да не знаат што се сакаат, бидејќи во текот на пробите им се раѓаат уште нови идеи. Но кога ќе воспоставите систем, кога ќе воспоставите тим кој совршено функционира и на кој му верувате, и кога нема его во ниту една страна,
вклучена во организацијата, тогаш течат работите убаво. Ние работиме со фантастичен тим, 50 уметници на сцена, врвни глумци, врвни музичари, режисер е Дејан Пројковски, кореограф е Олга Панго, која што во вакви шоуа е многу битен чинител. Сите звучни имиња во својата Да, костимографијата е на Марија Попучевска, маестро Љупчо Мирковски го води оркестарот, аранжманите се на Бобан Мирковски, така што тоа е на совршен механизам кој се има научено како запците кога ќе се подмачкаат добро и тогаш се функционира. И тогаш глумците просто гледаат дека сите имаме добра енергија и сакаат да се вклопат во запчаникот. Колку време ви беше потребно за да бидете целосно подготвени за 24 и 25 март? Интензивните проби, верували или не, се случуваат последните 3-4 дена. Ние го подготвуваме цела година. Тоа е навистина еден прилично, не сакам да употребам ниту тежок, предизвикувачки процес во кој што треба да се одбере што е тоа што сакаме да го кажеме, која е пораката, каква музика сакаме да се пее, кои актери што да пеат, па тука има, па сакам ова, па можам ли ова. Така што долг е процесот, ама е многу креативен. Околу жанрот, да откриеме малку детали, Ајде. што е она што Колку што ќе може се да се пее, открие. Ќе откриеме се, еве, ајде Имаме да тема, кажеме. како, например, Тема нема, немаме, но... тема нема. Добро. Оваа година темата е актерот. Значи, она што ни е важно, не знам дали кажавме во теков на разговоров, практично глумците пеат е создадено и ќе продолжи така да биде во чест и во слава на Светскиот ден на театарот. 27 март е Светскиот ден на театарот и ние го правиме малку порано, но тоа е суштината. Го Добро, славиме. тука се игра со термини, Така слободна е. сала. Па да. Оваа година е навистина актерот во фокус. Сакаме публиката да ги запознае актерите. Ние во процесот сега свативме дека публиката не ги знае така актерите по име и презиме како што порано сме ги знаеле. И дали не одат доволно во театар, дали е сменето времето, но сакаме да ги запознаат особено младите актери кои што се еден сериозен ураган на македонската театарска сцена. И вам, и на целата публика топло и препорачувам и да оди во театар. Имаме нова енергија на нови, млади, талентирани, супер талентирани луѓе. Тоа е тоа што ние сакаме да го постигнеме. Ке слушнеме за секој актер интересни, гачки, ќе слушнеме колегите, ќе го најават, па ќе чуеме и работи кои што не сме ги знаеле за нив. Ке се пее македонска музика. Многу ни се допаѓа трендот во моментов во Македонија да се слуша и да се свири македонската музика и ние тоа со две раце го поддржуваме и затоа ќе пееме македонска музика. Големи хитови, публиката сите ги знае, од сите периоди, од сите жанрови, така што, еве, не знам, прашајте уште нешто, спремна сум све да Само откриам. под прашање тука сакав да кажам, споменавте слабо ги знаеме младите глумци, тука вината и во нас медиумите, ние порано на телевизиите растевме Така е. со играни документарни серии, сега тоа за жал некако е, можеби Така не е. минато свршено време, некако обстојуваме, но го нема тоа што го имавме порано, го нема тој жар. Ке се снимали манифестацијата, ке биде ли прикажана на телевизија? Еве, тоа ми е подпрашањето, бидејќи јас како мал ми беше некогаш несватливо зошто оваа манифестација не се пренесува во живо. Не знам така, кога ќе најавеа такви манифестации од рангот на глумците пеат, за мене како дете беше несватливо зошто ја нема во живо. Секогаш е имало во оваа куќа. Добро. Секогаш е имало на македонската телевизија. Дали сега ќе ја има, ќе се снима, ќе ни остане ли тоа како архива? Ние ќе го снимиме. Добро. Ние го снимаме за нашите потреби, мора да остане. За жал, јас морам да кажам и еве апелирам до вашите колеги дека се што можеме да најдеме од глумците пеат во архивата на оваа куќа треба да го зачуваме, затоа што навистина таму имало и јас би сакала и да го имам за себе. Ние ќе го снимаме. Знаете каде е предизвикот, да Дека речеме? е оркестар живо. Живо. Тоа не се професионални пеачи. Ние и публиката нека не очекува совршено пеење. Тие пеат фантастично, навистина ќе се изненади публиката
какви капацитети имаат глумците. Меѓутоа, да не се лажеме, тоа не се школувани глумци. Да. И дозволено им е. Школувани музичари. Да, се извинувам, да. И дозволено е, и не е страшно, ни да не фата тон, нити да некој фалш, затоа што они се фокусираат и на глума, и на драматургија, не е само пеењето. Сето тоа на телевизија, на снимка, да речеме, може да биде потенцирано повеќе пати. И да им ја сврши малку и само доведената. Да. И тука се уште размислуваме каков формат да направиме. Ние да прашаме. Но ги имаме социјалните мрежи, ние на нашиот YouTube канал ги имаме сите точки. Значи ќе може таму да се погледнат после овие две премиери. YouTube се имаме. Добро. Маја, колку е важен хуморот во овој спектакл и какво е сценариото? Дали ќе има простор за актерска импровизација? Само актерска импровизација ќе биде. Тоа е сценариото. Да. Секогаш е најтешко да се насмее публиката. Се раѓаат некои нови генерации на нови добри комичари, што мене многу ме радува. Мислам дека последниве 20-30 години се фокусиравме на многу сериозни теми. Не дека животот ни е комедија, ама па мора и да внесеме барем во театарот да направиме, да, но имаме фантастични млади актери, комичари и годинава, да бидам искрена, да, многу го ставаме фокусот и на хуморот, но не по секоја цена. Така. Оркестар на сцена, како оркестарот предизвикувачко ли е да го следи темпото на актерите и емоцијата што ја носат на сцена? Дали имаше прилика кога дојде на проба да праша? Имам, затоа се насмеав кога го поставам да. прашање. Чисто само да доловиме како соработуваат, како цел живот актериве да работат со оркестар. И оркестарот со актери. И оркестарот е неверојатен спој се прави. Неверојатен спој, да. Да, и они се дружат меѓу себе. Ади и Мери, кој што е наш член во оркестарот, вика: "Хајде почесто правите го, ја едва чекам март да дојде да се дружиме." Вајда тој уметнички набој помеѓу глумци, музичари создава некаков флуид и хемија. Не знам не сум ни едното ни другото за да знам што се случува, ама многу добра енергија има. Тргнати сме сите со позитивна мисла. Велиш не сум ни едното ни другото, но доволно да имаш километри да го кажеш, тоа бидејќи се сеќавам на минато годишното гостување тука кога ни зборувавте како дома се подготвувале на времето. Да. Овие проби што сега вие ги правите во МНТ, вие и вашето семејство сте имале можност кога сте биле помлади и помали да ги гледате најпознатите глумци тогаш дома како со вашиот татко се подготвуваат. Веројатно сме учеле. На некаков чуден, невидлив начин Марин не спремал за за оваа улога што ја имаме сега. Да, тоа беше интересно, они поинаку ги спрема. Се дружеа, си подпевнуваа, си мезеа, сето тоа се случуваше и во нашиот дом, и во бифето на театрите, драмски, македонски народен театар. И сега не е ништо поразлично. Просто како да гледате еден ансамбл. Тоа се навистина има таму актери кои што никогаш не се запознале во живо, немале прилика. Прв пат сега се од различни театри, различни градови и различна возраст. Вие имате една студентка која што сега ќе ни настапува, имате доајен на Битолскиот народен театар, Петар Горко например, и Анастасија Трајковска која е 3-та година. Тие немале прилика во животот. Сега функционираат како целиот свој живот да играат во театар. Ете тоа е искуството и младоста. Да, тоа е вредноста, освен онаа што ја испорачуваме на публиката, внатре во целата приказна е вредноста тоа. Бидејќи ние и даваме шанса и на млади актери и правиме една платформа каде што сите они уживаат. Остана ли уште некој билет или веќе се е распродадено и за вечерва и за утре вечер? Има, мислам, уште 50 на билети. Ама задоволни сте од тоа како одеше продажбата, така чисто интересот на... Во принцип, да, задоволни сме и важно ни е публиката да го сака пред се ова. Дополнително што таа продажба е практично и можност да се направи целата оваа продукција. И да се одржи во... Да, ние имаме поддршка од Министерството за култура и туризам и уште неколку комерцијални спонзори, меѓутоа тоа не е доволно за да можеме да го направиме овој спектакл. И навистина е вредна продажбата или купувањето на секоја карта, затоа што создаваат, овозможуваат да се создаде ова шоу и на крајот на денот ја поддржуваат уметноста и културата.
што ни е исто така пораката оваа година. Јас се една идеја јавно ќе кажам што ми дојде мене во неделата кога ги видов сите тие глумци понатака е да размислувате и за едно можеби не целосно балканско, но ете едно XU издание, бидејќи доста актери соработуваат, гледам и доста наши актери кои Ване, зошто глумат. си пред нас? Зошто си пред нас? Така да размислувајте и за тоа може да биде навистина еден македонски бренд, да направиме еден убав спектакл што ќе се случува во Скопје, ете ќе го поврзе целиот Балкан, како што тоа се случува во Белград со некои манифестации, во Загреб, во Лјубљана, па ние да ги донесеме тука. Те стави во мисла. Не ме стави во мисла. Шокирана сум што нашата идеја ја кажуваш без да ја знаеш. И тоа е само потврда дека сме на добар пат. Супер, одлично. Фала ти на Ќе потврдата. работиме заедно, Да, ете. така е. Би ми било чест повторно да бидам на една од пробите од следните Во изданија, секое навистина време, убаво Ваня. поминав. Благодарам за гостување. Благодариме за издвоеното време и ви позакуваме во среќа. Фала ти.